Добар ден и добре не дојдовте. Јас веќе не брам која ова емисија по ред, но секако знам дека пријатно ќе си поминеме сите заедно. И предпоставувам дека овој период од денот, добро опуштени, може би подобриот шопинг, убав ручек, малку прошетки со најмилите, како и да е, малку одморете се сега, заедно со нас. Започнуваме со првиот прилог. Ви најави пред неколку емисии дека ќе правиме еден вид на соработка со Зоолошката градина, па повторно бевме таму. Ќе зборуваме со Јорданчо Милошевиќ, биолог кустос, кој зборува за лемурите во Зоолошката градина во Скопје. Нормално приказната како тие доаѓаат, што е интересно за нив и малку повеќе да ги запознаеме. Од денеска па натаму, секоја емисија ќе ви представуваме по еден карактеристичен вид кој што се наоѓа во нашата зоолошка градина. За денеска се одлучивме тоа да биде лемурот, а нешто повеќе за неговите главни карактеристики ќе ни каже нашиот денешен гостин, односно биологот, може да се представи. Добар ден на сите гледачи на АБ телевизија. Јас сум Милошевски Јорданчо, биолог кустос во Зоолошката градина Скопје. Добро, еве како што на самиот почеток кажав, можете да започне со главните карактеристики на лемурот, бидејќи мислам дека за прв пат имаа можност да се запознаат нашите граѓани со овој вид на мајмуни. Да. Па вака лемурите, значи представуваат еден вид на мајмуни, живеат значи на островот Мадагаскар. Тоа се вид на мајмуни, нашиот значи мајмун лемурот кој што во нашата зоолошка градина, лемурите се од видот лемурката или прстено опашести лемури. Лемурите како вид, значи како род уствари, ги има доста, значи доста голем број, 30 до 40 вида, но ние во нашата зоолошка градина моментално имаме само еден вид, од кој што вид имаме значи 7 машки индивидуи и 3 женски индивидуи. Тие живеат посебно во различни живеалишта затоа што нивното мешање, значи кога би живееле заедно, бидејќи кај нив има една специфика каде што женската е доминантна и може да настанат, значи при парењето може да настанат несакани последици, женката ги тепа машките, може да настане и да се појави и некој поголем проблем, да задави друг мајмун и затоа моментално се одделени додека не се запознаат фино. Еден од мажјаците моментално имаме префрлено кај женските лемурки да ги наречам и сега се адаптираат, па да видиме, чекаме ако успее нешто да се роди ново, младо некое лемурче и така. На сите што се нема случајно некој инцидент до сега како што кажавте? Па вака лемурите се, значи, тоа се еден вид на малечки мајмуни, можам да ги наречам, доброчудни, кои што може човек да ги погали, идат кон човекот, се така доброчудни мајмуни, може од рака земаат, јадат, значи не се агресивни, опасни мајмуни, како што има голем број на видови. И така да со нив не би требало да имаме такви несакани некои ситуации, сем почетокот кога мајмуните ни пристигнаа, мислам негде пролета, беше мај месец, пристигнаа во зоолошката градина од Холандија, од Емен зоолошката градина од Холандија. И при првото нивно, значи, внесување во новото живеалиште кој беше припремено за нив, се деси една случка многу интересна, кога излегоа од внатрешното живеалиште во надворешното живеалиште, затоа што тоа беше заштитено со заштитна електрична ограда, за да не може да бегаат надвор. Едно од мемунчињата проба, значи, да се качи по жицата нагоре, успеа да ја прескокне некако од страв што се уплаши од струјата, да се врати назад, скокна преку оградата и се качи на кровот. Па потоа го бркавме горе, па некако за 10 на 15 минути успеавме да го фатиме, да го внесеме внатре. Покасно ја покачивне, значи, електричната жиците ги покачивне на уште метар погоре, за да не може да стигне до горе. И така сега моментално од тогаш па навака немаме никаков проблем во однос на живеалиштето со лемурите, кој што е доста пространо, е убаво, има, значи, интериер убав направен. Лемурите се чувствуваат доста пријатно и многу условите се стварно прекрасни. Интересна приказна споделивте со нас. Верувам дека сите оние кои што не беа присутни на дента кога ги донесовте, беше интересно да слушнат како конкретно се случило сето тоа. Но сепак тие потекнуваат од друго место,
прилагодени биле на сосема други услови. Колку ним им се поволни овие наши услови во Македонија, еве конкретно и овие кои што вие ги создавате во зоолошката градина? Прашање. Посетителите, нашите посетители, вашите гледачи секако дека ги интересира најмногу тоа, животните кои што се родени во зоолошките градини, значи тие се раѓаат во зоолошката градина и нивниот животен век е во зоолошката градина. Значи тие се привикнуваат и се адаптираат на условите. Многу е потешко да донесеш значи мајмун од дивина и да го внесеш во зоолошка градина во живеалиште каде што условите се доста поразлични. Така да овие мајмуни, за овие конкретно нашите лемури што ги имаме, во новото живеалиште кое е правено специјално за нив, ги имаме, значи при изградбата, при проектирањето на живеалиштето се мислело на сите тие карактеристики на нивните услови фактички за живот, климатски и други. Така да имаат подно грејење во самото живеалиште, доста светлина, дрва, гранки, јажиња по кои што може да се движат, да биде интересно и да не им биде досадно. Сепак, значи, за зимските услови имаат натрешно живеалиште, кое што е топло и температурата е негде од 18 до 23 степени, зависи тоа се регулира, нели, со термостат, кога е поладно се прави потопло и така. Значи, со еден збор, животните имаат услови, климатски услови, кои што ги задоволуваат, значи, стандардите на ЕАЗа, Европската асоциација за зоолошки градини и аквариуми. Добро, што е со храната, еве да позборуваме малку и за тоа. Храната во зоолошките градини, значи, е по стандарди, секој животно си има своја таблица на исхрана, па така имаат и лемурите. Значи тие се хранат претежно со овошје и зеленчук. Најомилена храна, барем за нашите лемури што ги имаме тука, моментално се бананите. Потоа јадат, значи, портокали, јадат краставици, јадат морков, варени кромпири, лепчиња мачкани со маргарин, ништо се случува да ги лижат, ги јадат помалку, да ги грицкаат лепчето. Така да, значи, од тој аспект немаме никаков проблем, затоа што постојано зоолошката градина се снабдува годишно, значи, тендерски со храна како за мајмуните, така и за останатите животни. Одржувањето на живеалиштето се грижат, значи, негователи, непосредно се во контакт со самите мајмуни. Тие им даваат храна според таблицата 3 пати дневно, наутро, попладне и приквечер, кои што се грижат, значи, за хигиената, за давањето храна на времено. А улогата моја како биолог, кустос, значи, јас се грижам за припремање на тие таблици за исхрана и се врши контрола дали тоа се дава на време, дали целата количина ја изеле ветеринарниот лекар, ако некој не јаде, одма интервенира да види дали има проблем со тоа мајмунче или со тоа животно. Така да, од тој аспект, грижата за мајмуните и за објектот кај што живеат, значи, постојано е под контрола и се одржува во најдобра можна состојба. Така. И на самиот крај би сакала да посветиме внимание и на здравјето на овој вид мајмуни, значи на лемурите, дали имаат некоја карактеристична болест, дали треба да се посвети внимание на нешто посебно? Па сега за сега ние како што ги добиваме тие животни, со тие животни доаѓаат и стандарди и услови за живење, нели, некои мани, некои карактеристики специфични. За овие посебно мајмуни, значи за лемурите од Мадагаскар, немаме нешто специфично добиено дека се осетливи на некоја болест или некои други, значи, аномалии кај нив се појавуваат, нешто специфично нема. Барем сега за сега и се надеваме дека нема ни да има. Добро, полека се привикнуваат и на наши услови. Да, се навикнуваат на условите затоа што сега со реконструкцијата на новата зоолошка градина, на зоолошката градина и новото живеалиште, значи тие имаат прекрасни услови за живот, така да се надевам дека се чувствува многу пријатно, што може да се забележи, пустили да забележат дека тие се, значи, лагодно се осеќаат, се хранат, се сунчаат кога има сонце, имаат платформа, така да мислам дека се ќе биде во најдобар ред. Се надевам во иднина планираме да донесеме, значи, и други лемури, мислам од друг вид лемури од истиот род. Има различни, нели, црвени, црни, поголеми, помали, така да се надеваме дека ќе го збогатиме фондот на лемури, на различни видови на лемури во нашата зоолошка градина. А ви благодарам за одвоеното време, па се гледаме во наредната емисија со представување на некој друг вид. Благодарам и на вас. Довидување, се гледаме. Чао.
сега одиме во Бруно Dog Shop, како и секоја